седница на Сојот на општина Кавадарци закажана за денес. Да утврдиме присутност на советниците. Одиме поединечно. Мирјана Гркова. Тука. Горица Пеливанова Вилхем. Тука. Виолета Димитрова. Тука. Василка Древарова. Тука. Весна Георгиева. Тука. Развигор Кабранов. Тука. Митко Камчев. Тука. Анита Каракутова-Гинова. Тука. Душица Крстич. Тука. Божан Каминова. Тука. Тони Нешковски. Тука. Драганчо Најдов. Николов, се извинувам. Тука. Петар Николов. Тука. Ташо Радњански до мене. Ристо Сакалиев. Тука. Јосиф Стојанов. Тука. Тука. Блаже Тасев. Тука. Тендафилов Никола. Тука. И Туриманџов Лазар. Тука. Тука. Констатирам дека Ристе, има. Ристе, може ли пред да почнеш да кажеш? Може, само да си краток. Најкраток што може да биде. Како советници, градоначалник е тука и ти сте председател, не ли мислите дека е време да свиква една варна седница за ковид состојбето у Кавадарци? Не ли мислите дека вич Кавадарци е у многу лоша здравствена состојба? Да. Не ли мислите дека Кавадарци е виче станато Вухан? Колега, Ваксе, Ристе, уште нешто. Во наредни совети свикуваме за обични работи, че си повикаме сите доктори и да видат граѓаните на Кавадарци дека некои иницијативи излеват и од нас. Ако чекаме само што ќе ни каже Скопје, дај да се преземе мерки. У Кавадарци е многу лоша работа. Многу лошо. Сакате така точка да го туриме во на крајот или да викнеме во орден совет? Ајде да направиме комуникација со кризниот штаб и со градоначалникот и понеделникот или директно градоначалникот преку кризниот штаб, некој се останал заедно со советите. Затоа што официјална седница се уште не е отпочната, да, ова како коментар вака е за советниците и за сите и како информација мислам дека и на дневна основа го имаме. Значи, кризниот локален штаб функционира на дневна основа и јас себе како советници ја поканувам на секој кризен штаб. Имате легитимно право да доаѓате да присуствувате да ги видите и заклучоци и она што го предлагаме, што се консултираме со Скопје што го носи. Мислам дека не треба да направиме избрзани одлуки, да носиме избрзани одлуки, најмалку како некои други општини кои ќе направи, а не ги спроведе како одлуки, пошто не е возможно да ги спроведеш. А од друга страна, централната власт и владата заедно со Комисијата за заразни болести, верувате дека ни се на дофат како локален кризен штаб на дневна основа. Секој утро добиваме податци за позитивни, секој утро добиваме податци за состојбата на пациентите, за кластери, за слободни места во општата болница кај нас. Со директор на болница исто имаме комуникација на дневна основа. Сите потреби на болниците и на граѓанството ги овозможуваме во било кој поглед. Сега за сега немаме потреба ниту од дополнителни финансиски ресурси за носење на поддршка на здравството, ниту за рестриктивни поголеми мерки од ова што го донесе државата со полицискиот час и со препораките кои што ги има. Доколку мислите дека треба да побареме нешто плюс, ние можеме да побареме официјално, меѓутоа сакам да дам информација дека на дневна основа во комуникација и по мејлови ние бараме плюс. Бараме да има намалување на полицискиот час порано, меѓутоа тука треба да се земат повеќе фактори во одзир и економијата, и социјалата, и сите работи. И мислам дека таа Комисија за заразни болести и владата дека будно ја следи ситуацијата. Загрижувачка е, да, далеко е од страшна во Кавадарци. Мислам дека пикот е надминат во моментот. Еве само информација за денешниот ден. Тука имаме лекари кои се вклучени исто и се активни
советници во општина Кавадарци. Само малку, извините. Значи, во моментот во нашата болница имаме сместени 17-20%. Во стабилна општа состојба. Значи, немаме ризичен пациент ни еден. И морам да ви кажам дека од овие 17-20%, од општина Кавадарци се само 27, односно, извини, 31. Значи, помалку од полот, 40% од Кавадарци, 60% се од Иготина и општина Росово. Така да, во момент имаме 23 слободни места и воопшто нема простор за паника. Централниот довод на кислород функционира, сите ресурси болниците ги има, единствено само можеме тука да се заблагодариме на целокупниот медицински кадар, лекари, сестри, технички персонал, кои што неуморно на секоја втора или трета вечер дежураат по 24 часа. Може да размислиме на локално ниво со намалувањето на оваа пандемија, доколку имаме легитимно право и ситуација да овие лекари, медицински персонал, технички персонал и останатите вклучени луѓе кои се во директна прва борбена линија со ковидот, да локално ги наградиме, некако финансиски ги мотивираме, а најмалку што можеме да заблагодариме, а тоа биде за некој едно време кога ова сето малку ќе се стивне. Вие гледате дека и Германија и целиот свет се затвара полека, веројатно не очекува тоа и нас. Меѓутоа не може тоа преку ноќ да се случи и мислам дека како општество веќе Кавадарци има делумен колективен имунитет. Добар е полицискиот час, ја го оправдувам комплетно. Ево, јас имам тинејџер од 17 години, каде што претходно викавме да работат кафичите до 21 часот, сега што значи полициски час од 22? Значи за тоа сите тинејџери и сите деца по 15 за 10, односно 15 за 22, се дома вратени и не прават групирања, не прават журки по викендици, по сите работи, кои што бија најголем ризик за пренесување на овој ковид вирус. Така да мислам дека отворена покана од наредните кризни штабови да учествувате активно, само да не паничиме и да носиме мудри и добри одлуки во интерес на општеството. Благодарам. Градоначалниче, благодарам. Значи, сето е уред, што ми го кажа. Ти ги имаш информациите, ги имаме и ни. Еве што изјави доктор Коцев, директорот на болницата. Загрижен сум. Остануваат само 19 празни кревети, а од 76 пациенти, дури 50 на постојан кислород со максимален проток. Значи, тука има доктори. Знаат што значи тоа. Јас не викам ни да биеме нешто да направиме пред централната власт. А некои мерки мора да се преземат, градоначалниче. Јас знам дека ти со кризниот штаб секој ден работи. Дали е тоа доволно? Дали не е доволно? Да направиме ворен стој, ќе ни кажат стручњаците, па нека биде и затворен ворен стој. Да не ги паничиме граѓаните и така натаму, и така натаму. Доктор Коцев има интервју дадено за Фактор, може да го прочитате сите, значи, може не е страшна работа, ама алармантна. И ја имам тинејџер. И знам што прават тинејџерите до 9 саат по кафичите. И јас шетам по градот, градоначалниче, и ти шеташ по градот. Тоа што се прави до 9 саат, тоа го нема никаде. Додека млаите не ги турими уред, кај што беше до 18 часа, ништо не прави. Млаите ова не го сечават, ама старите они си знаат. Мора некои мерки да испаднат од нас. Мора. Кавадарци е лоша работа. Благодарам. Добро, може би како предлози, еве, наредната недела, понеделник попладне, да направиме една координација, ако може да ја крстиме координација, меѓу сите советници, ја би ги вклучил и пратениците, како легитимна централна власт, да не биде од масовност, да подојдат повеќе стручни луѓе, еве лекари имаме тука, луѓе поупатени, каде што по протоколи во краток временски период би издискутирале, би направиле комуникација со Централниот кризен штаб и со Комисијата за заразни болести и со Министерот за здравство, па доколку излечиме некои други мерки,
стоиме на располагање да го види. Јас Тоа тука би додал- регионално, нека прават регионално нешто, кавадарци ни готвиот, сега сме ни најзагрозени. Нека еве, добар ти е предлог, нека доа ти пратениците, нека си инсистира нешто. Размислувано и тоа е. Морам уште еднаш да заблагодарам на нашите гостители, колку и да ги критикуваме, колку и да сакаме да ги негираме. Нашите гостители, сите гостители, како здружени тиквешки гостители, стоат на располагање и кажа, доколку вие како градоначалник и совет одлучите дека треба солидарно една недела, 2 недели да ги затвориме обектите, ќе го направиме. Значи градоначалник ја не го критикувам никој, да не испадне грешка дека се Не. И да се пренесе дека Лазар Тюреманџов речи вака или инака. Не. Си поштуват мерките. Сега, Апсолутно. Миев му е дозволено да работи до 21 часа. И они си работат. Јас знам дека луѓе си имат трошки, си имат вработени, си исплаќат плати, си исплаќат придоници. Мене ми е, младите тоа не го запазуват. Ти не може да биде кога ќе влезат 100 млади, ти да туриш ред. Не може, тоа е невозможно. Баш тоа го зборувам. Значи, не сакам лично никој да каже дека некој критикува или не. Јас сакам да кажам дека солидарно нашите гостители дадоа рака и рекоа доколку треба ние ќе ги затвориме времено нашите обекти недела или 2. Меѓутоа, опасноста во координација со Комисија за заразни болести со Централниот штаб дека нашите деца и сите полнолетни граѓани чорат на кафе на ручек во Велес, тоа у Пилеп, чорат во Штип. Тоа не може да го ограничиме ние локално. Ние локално ќе ги затвориме сите. Денеска ќе земат 4 другари ќе одат у Велес на кафе. Така да мора да се разгледаат сите аспекти од сите можни работи. Регионално затварање невозможно е доколку или треба да му забраниме на граѓаните да се излегуваат надвор. Не е за така работата. Мислам дека треба, еве, понеделник попладне, ја ќе иницијатирам за станок, ќе ви пуштиме пораки на сите, кој е слободен да се избрифираме и да видиме што можеме, ќе го поканиме директорот на болниците и сите да направиме еден заеднички состанок кој што постоа може да заврши со заклучоци и се предложи до централната власт или до најмалку информација за јавност. Добра е иницијативата, а прифаќаме понеделник попладне, после работно време ќе го закажеме. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, можеме ли да водиме со седницата? Констатирам дека форум за работа има и советот може полноважно да одлучува по предложение од дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен и записник од 52-та седница на Совет на општина Кавадарци одржана ден 17.2.2021 година. Дали има забелешки по записникот од 52-та седница на Совет на општина Кавадарци? Нема. Ве молам кој е за усвојување на записникот од 52-та седница на Совет на општина Кавадарци? Против и воздржани нема. Едногласно сите за усвојување на записникот од 52-та седница на Совет на општина Кавадарци. Со решението за свикување на днешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата, да кажам за тоа. Прва точка. Годишна сметка на буџет на општина Кавадарци за 2020 година. Втора. Годишен извештај за работењето на општина Кавадарци за 2020 година. Трета. Предлог одлука за распределба на средства од буџет на општина Кавадарци за 2021 година. Четврта. Предлог одлука за отпис на побарувања по основ на данок на имот за правни лица. Пета. Предлог одлука за отпис на побарување по основ на комунална такса за истакната фирма. Шеста. Иницијатива, именување и дополнување на деловникот на Совет на општина Кавадарци. Седма. Предлог решение за формирање комисија за деловник на Совет на општина Кавадарци. Осмо. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за давање согласност за размена на недвижни ствари во собственост на Република Северна Македонија и општина Кавадарци, корисник центар за управување со кризи Кавадарци, недвижни ствари собственост на општина Кавадарци. Девета точка. Предлог одлука за укинување на одлуката за определување на населените места без јавно осветлување и ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување. 10 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намените на земјиште. 11 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од планскиот опфат. 12 точка. Предлог одлука за примање донација од Друштво за производство, трговија и услуги Кожучанка Доел, увоз и извоз Кавадарци.
сепариран песок. 13 точка, предлог одлука за примење донација излезна како јавен превоз за патници од страна на друштво за производство, трговија и услуги, Пулакис, Дуел, експорт и импорт, Кавадарци, превоз. 14 точка, предлог одлука за примење донација од ЈБД, експорт, Дуел, Кавадарци, превоз. Заради поврзаноста на претходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнителна точка, предлог одлука за примање донација од Друштво за производство, трговија и услуги Кожувчанка, Дуел, извоз, увоз, Кавадарци, превоз. Согласно Деловникот, молам за пренесување по точката на дневниот ред. Нема воздржани, нема против, едногласно за. Констатирам дека е усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка број 15, предлог одлука за примање донација од Друштво за производство, трговија и услуги Кожувчанка, Дуел, извоз, увоз, Кавадарци, превоз. Заради поврзаност на претходната точка, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнителна точка 16, предлог одлука за примање и давање на донација персонални компјутери од НЛБ банка АД Скопје. Согласно Деловникот, молам за пренесување за предложената точка на дневен ред. 19 за. Констатирам дека усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка број 16, предлог одлука за примање и давање на донација персонални компјутери од НЛБ банка АД Скопје. 17 точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Кавадарци. 18 точка, известување со архивски број 22 23 6.925 кроз 1.21 за работа на Оделението за внатрешни работи Кавадарци за 2020 година. 19 точка, годишна сметка на основно на Средно општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадарци за 2020 година. 20 точка, годишна сметка на Средно општинско заводелско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци за 2020 година. 21 точка, годишна сметка на Средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадарци за 2020 година. 22 точка, годишна сметка на општинско основно училиште Тошо Велко Пепто Кавадарци за 2020 година. 23 точка, годишна сметка на општинско основно училиште Сташо Пинџур Кавадарци за 2020 година. 24 точка, годишна сметка на основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадарци за 2020 година. 25 точка, годишна сметка на основно општинско училиште Димката Ангел Габер Ваташа за 2020 година. 26 точка, годишна сметка на основно општинско училиште Тоде Хриштефов Кавадарци за 2020 година. Годишна сметка на основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци за 2020 година. 28 точка, годишна сметка на основно општинско музејско балетско училиште Лазо Мице Фрале Кавадарци за 20 година. Годишна сметка на јавна општинска установа Детска градина Кароле Потче Кавадарци за 20 година. 30 точка, годишна сметка на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци за 20 година. 31 точка, годишен извештај со архивски број 0238/1 од 25.2.2021 година за работа на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци за 20 година, донесен до правниот одбор на Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци. 32 точка, годишна сметка на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци за 2020 година. 37 точка, извештај со архивски број 02/35/2 од 24.2.2021 година за работа на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци за 20 година, донесен од управниот одбор. 34 точка, годишна сметка на јавна општинска установа Лазо Мице Фрале локален музеј галерија Кавадарци за 2020 година. 35 точка, годишна сметка на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Типеш Кавадарци за 2020 година. 36 точка, годишен извештај со архивски број 02/19/3 од 22.2.2021 година за на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Типеш Кавадарци за 2020 година, донесен од управниот одбор. 37 точка, годишна сметка на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци за 2020 година. Заради поврзаноста
со претходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадац и предлагам дополнителна точка, предлог одлука за изменување и дополнување од одлуката за основање на подружница на јавно претпријатие за јавни паркирања паркинг Кавадаци. Има ли против, воздржани? Не. 19 за. Констатирам дека усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка со реден број 38, предлог одлука за изменување и дополнување од одлуката за основање на подружница на јавно претпријатие за јавни паркирања паркинг Кавадаци. 39 точка. Одлука со архивски број 03/66/3 од 18.2.21 година за утврдување на стари и неупотребливи ствари донесени од управниот одбор на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци. 40 точка. Годишен извештај за работење на ЈП Комуналец Кавадаци за 2020 година донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 41 точка. Годишна сметка на јавно претпријатие Комуналец Кавадаци за 2020 година донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 42 точка. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за одредување на доместок за користење на пазарен простор и други погодности на мало парче дадени на времено користење ЈП Комуналец Кавадаци за вршење на дејноста со архивски број 02/2536/6 од 27.12.2019 година. 43 точка. Одлука за изменување на статут на јавно претпријатие за комунални работи Комуналец Кавадаци донесена од управниот одбор на истоименото. 44 точка. Одлука за изменување на одлука за усвојување на ценовник за одржување на поплочени улици и прередување на гранитни точки на територија на општина Кавадаци. 35 точка. Одлука со архивски број 02/4 од 11.11.2020 година донесен за усвојување на статут на подиум Јадро Кавадаци донесен од управниот одбор. Согласно член 59 од Деловникот за работа и тоа. Завршна сметка на ЈП застапани со спортски објекти Миту Хаџи Василев Јасмин Кавадаци за 2020 година. Согласно Деловникот молам за пренесување до продолжена точка на дневниот ред. Има ли воздржани и против? Не. 19 за. Констатирам дека усвоен предлог продолжение од дневен ред да се дополни со точка 46. Завршна сметка на ЈП застапани со спортски објекти Миту Хаџи Василев Јасмин Кавадаци за 2020 година. Согласно Деловникот 59, согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Годишен извештај за постапување со отпад. Согласно Деловникот молам за пренесување за предложена точка на дневен ред. Нема воздржани и против, 19 за. Констатирам дека усвоен предлог продолжение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 47 годишен извештај за постапување со отпад. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа. Предлог одлука за прифаќање на реализација на проект Градска винотека. Согласно Деловникот молам за пренесување за предложената точка на дневен ред. Нема против, нема воздржани. Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 48. Предлог одлука за прифаќање на реализација на проект Градска винотека. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа. Предлог одлука за усвојување на предлозите за уписна политика на средните општински училишта во општина Кавадаци. Согласно Деловникот молам за пренесување за предложената точка на дневен ред. Нема против, нема воздржани, 19 за. Констатирам дека усвоен предлог продолжение од дневен ред да се дополни со точка реден број 49. Предлог одлука за усвојување на предложите за уписна политика на средните општински училишта во општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за давање на трајно користење на општинско основно училиште Сташо Пинјо Кавадаци, движна ствар автобус на едно ниво. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложена точка на дневен ред. Нема воздржани, нема против, 19 за. Констатирам дека усвоен предлог продолжение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 50. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за давање на трајно користење на општинско основно училиште Сташо Пинјо Кавадаци, движна ствар автобус на едно ниво. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за отстапување на трајно користење без надоместок недвижни ствари,
прочистителна станица за вода за пиење на ЈП Комуналец Кавадаци. Согласно јавникот молам за произнесување предложената точка на дневен ред. Нема воздржани, нема против, 19 за. Констатирам дека уставен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со број 51, предлог одлука за отстапување на трајно користење без надоместок недвижна ствар прочистителна станица за вода за пиење на ЈП Комуналец Кавадаци. Согласно член 59 од Правилникот за работа на Советот на општина Кавадаци се предлага дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлогот за изменување и дополнување на програмата за урбана опрема на подрачната на општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Нема против, нема воздржани, 19 за. Констатирам дека уствен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со број 52. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за урбана опрема на подрачната на општина Кавадаци. Согласно член 59 од Правилникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог правилник за изменување и дополнување на правилникот за начин на постапка на давање на користење на објекти за спорт во рамките на општините основни и средни училишта во собственост на општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Воздржани против нема, 19 за. Констатирам дека уствен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со број 53. Предлог правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на постапка за давање на користење на објектите за спорт во рамките на општинските основни и средни училишта во собственост на општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за давање согласност за издавање подзакуп на училишен простор во општина Кавадаци и средни на општинските основни и средни училишта во собственост на општина Кавадаци. Согласно договорот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Нема против, нема воздржани, 19 за. Констатирам дека уствен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со број 54. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност за издавање подзакуп на училишен простор во општинските основни и средни училишта на собственост во собственост на општина Кавадаци. Согласно член 59 од Правилникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Одлука со архивски број 02/39/2 од 19.2.2021 година за отпис и расходување на стара неупотреблива опрема донесена од училишниот одбор на општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување по точка на дневен ред. Нема воздржани, нема против, 19 за. Констатирам дека уствен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со број 55. Одлука со архивски број 02/39/2 од 19.2.2021 година за отпис и расходување на стари неупотребливи ствари донесена од училишниот одбор на основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадаци. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешната седница на дневниот ред? Добре. Колега, многу е. Се слагам, ама толку е. Ако имате измени и дополнување, да, ако немате вактиот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно 19 за. Колеги, одиме сега заедничка расправа на првите три точки, а поединечно гласање. Прва точка, годишна сметка на буџет на општина Кавадаци за 2020 година. Втора, годишен извештај за работењето на општина Кавадаци за 2020 година и трета точка, предлог одлука за распределба на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Ја чекам. Се извинувам, колега Туриманџов повели за збор. Очекувам градоначалникот да ни даде немора да обобщено образложението за завршна сметка на општина Кавадаци. И ме интересира како граѓанин и како советник. Спрема правни лица колку дугуиме како општина, знам дека е тоа тековно, али информативно така у интерес на граѓаните на општина Кавадаци. Благодарам. Колеги, дали и некој друг колега сака по овие три точки да постави прашање, градоначалникот да оди одеднаш на сите колеги да одговара, да не одиме поединечно за сека. Дали бара друг збор? Не бара, доколку не бара, повели градоначалник. Така, почитуван председател на Совен, почитувани советници, почитувана јавност. Општина Кавадаци
Годишната сметка за буџетот за 2020 година, која што исто разгледувавме нели на претходниот ребаланс, со носењето на буџетот. Прво морам да потенцирам да кажам дека над 85% има реализација во приходи и во расходи. Можам да тука воведно кажам дека општина Кавадарци во 2020 година има голем дел на реализација на капитални објекти од големо значење суштинско за општина Кавадарци и ќе ги потенцирам вака поголемите. Тоа е улица Шишка со над 32 милиона денари инвестиција на општина Кавадарци. Тоа е Западен булевар кај Коинските дупки, односно пробивање на улицата поселе Савска, правење на булеварот до Кавадаречки дол со инвестиција од 25 милиони денари. Правењето на градските фасади и уредувањето на градските изглед на фасадите со инвестиција од 6 милиони денари капитално. Реконструкција на улици и патишта од над 25 милиони денари. И селски и порурални средини во делот на пополучувањето, изградбата на 2 собликувални кои се отпочнати, значи малтене целокупната инвестиција која што општина Кавадарци ја направи ланста година е околу 350 милиона денари во делот на капитални инвестиции. Со оглед на тоа што имаме реализација 85% од приходи и расходи, тековно општина Кавадарци си ги надмирува обврските према сите нејзини комитенти и партнери, така да во делот на, ако прашаме како реализираме финансовата конструкција во општина Кавадарци, можам слободно да кажам дека во рамки на законот и во рамките на оние договори кои ќе ги имаме склучени со нашите комитенти и носители на договорите во рамки на законот од 60 до 90 дена рок на плаќање. Немаме проблем ниту со еден во тој дел. Единствено доцнење имаме од оправдани причини, пак би рекол, затоа што знаете дека ланста година беше изборна парламентарна година во делот на реализација на проектите кои што се поддржани од Агенцијата за рурален развој за поддршка на земјоделието, а тоа се двата големи проекти. Едниот проект е во село Сопот, реконструкција на водоводна и атмосферска канализација од 16 милиона денари, кој се уште не е исплатен. Од наша страна како општина ДДВ од 3 милиона денари е платено. Агенцијата за рурален развој треба во тек на месец март да го ичисти добувачот. Патеката за Мокриште која што имаме од општина Кавадарци, проектот е платен и реализиран како проект. Експроприацијата на земјишто со 56 странки е во тековна постапка, деловно реализирана, деловно во процес. ДДВ-то во делот на инвестициите од 32 милиона денара, кое што е 20% или 4,5 милиона денари, општина Кавадарци ги има подмирено. Ги чекаме средствата од Агенцијата за рурален развој да ги префрлиме на добавувачите. Исто така, колекторскиот систем кој што лани го реализиравме е целосно и чистен и доплатен. Останува кејот кој што се работи од Силекс па до Ватоша, кој што е инвестиција од 24 милиона денари, кој што до сега го е реализирано за 5 милиона денари, али таму е двогодишна набавка, така да набавката си оде сукцесивно, односно исплатата. Морам да кажам дека лани реализиравме голем проект и во делот на уличното осветлување до изградба на 12 километри нова линија, реконструкција на повеќе од 700 светилки и односно изградба на нова нисконапонска мрежа со комплетна автоматика и палење и гасење по астрономски календар. Видливо е тоа во општина Кавадарци, вклучувајќи ги буливарите и сите приградски и селски средини. Таа инвестиција беше од 60 милиона денари, каде што општина Кавадарци во месец ноември исплати 15 милиона денари по завршувањето на инвестицијата, а другите средства се на 36 еднакви месечни рати, кои што до денеска општината си ги запазува. Морам да кажам дека од претходната структура на раководство во општина Кавадарци наследивме кредит од 35 милиона денари
сега имаме само уште долг 8 милиона денари, така да во овие 3 години вративме 6 рати кои што доспеваа и достасуваа за кредитот. Општина Кавадаци во моментот оперативен долг со кој што располага према добавувачи е некаде околу 50 до 60 милиона денари зависност од делот на реализација на ситуациите и од делот на реализација на приходите. Така да, со самото наше доаѓање на функција како советник градоначалник, ние наследивме малтене иста ситуација како и сега. Така да, слободно можем тука да потенцираме да кажем, и тоа го гледате вие во годишниот буџет и во извештајот, дека долгот на општината не е зголемен во однос на претходниот дел на работење, а видливо се зголемени капиталните инвестиции, видливо зголемен реализацијата на буџетот на општина Кавадаци и видливо се зголемени активностите на јавното предпријатие Комуналец, кој што исто така е во добра финансиска кондиција, кој што ги гледавме како годишна сметка на буџетот. Општина Кавадаци со 400 милиона оперативен буџет и со овие вакви тековни активности, мислам дека е во една од подобрите општини, тоа го видовте и на самиот извештај кој што пред неколку денови беше објавено јавно на медиумите преку ЗЕЛС и преку Министерството за локална самоуправа, дека сме рангирани на трето место во делот на реализација на буџетот, во делот на приходи и расходи, каде што за жал имаше општини кои што, како например би го спомнала Рачиново, кои што воопшто не функционира ниту во делот на данок, ниту во делот на реализација. На прво место беше општина Центар во Скопје, што е најнормално да биде, затоа што таму се најголемите инвестиции и најголемите пазарни дејствија. Општина Кавадаци оваа година очекува доста капитални инвестиции покрај стадионот и други работи кои што набројавме. Очекуваме со законот нов кој што треба да се донесе во парламентот да трајно ги решиме објектите кои што ги имаме од новиот суд, младински, пионерски и таа цела парцелизација, урбанизација на цело тоа земјиште. И мислам дека како општина, барем во моментот и наредната година, немаме проблем во делот на финансиска конструкција. Озборувањето и на дневната основа, критиките кои што ги слушаме дека општината е презадолжена, преова, се неосновани. Тоа вие како советници мора да се грижите за таа работа. Вие сте коректор на општината и на градоначалниците на сите, така да одговорноста не е заеднички. Јас лично и одговорно тврдам дека општина Кавадаци е во солидна општа финансиска состојба, една од поретко малку задолжените општини во цела наша република. Така било, така и ќе остане. Единствен капитален поголем објект од 100 милиона денари, тоа е пазарот, кој што земавме кредит, али од тој кредит немаме повлечено до овој момент ниту 1 денар, затоа што пред 15 дена се воведија во работа. Како ќе се врши изготовката на пазарот и самата негова изградба, сукцесивно со ситуации ќе се повлекуваат средства. Така тие средства не се повлечени, стојат на посебна сметка, не плачеме камата во моментот, не плачеме ништо. Како ќе се гради пазарот, така ќе се влечат. Така да мислам дека тоа е онако беше прашањето во делот на финансиска конструкција. Благодарам. Благодарам, градоначалниче. Едно треба да знаеме дека Кавадаци е максимално поддржано од централната власт за сите добри проекти. Благодарам. Благодариме градоначалник на исцрпното излагање. Ние сме како советници задоволни од реализација на буџет и остварување и не се плачеме дека сме задолжени, ради тоа што државата има инструмент и дава задолжување на општините толку колку што тие можат да поднесат. Некогаш мора да се задолжи. Добре, председателе, после градоначалник ни објасни сега што ти... Колега, да ти се благодарам те, ама и јас сакам... Го повторуваш ова. Реклама, не го повторувам, него... Па се враќаме, се работи у Кавадаци, само ни седиме пред компјутерот. Не, сите работиме... А иначе ситуацијата е многу со ковидот стабилно во градот. Ковидот е Божја работа, не зависи од нас. Колеги, доколку нема друг за дискусија, а да одиме со гласање по точка број 1. Има ли воздржани против? Нема. Едногласно 19 за. По втората точка.
Има ли воздржани и против? Нема. Едногласно годишниот извештај за работењето на општина Кавадаци за 2020 година едногласно усвоен. Третата точка, предлог одлука за распределба на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. Има ли против и воздржани? Нема. Едногласно 19 за. Одиме со четврта точка. Предлог одлука за отпис на поборувањето по основ на данок на имот за правни лица. Отварам расправа. Дали бара некој збор? Не бара некој Знаете ли, збор. овие правни лица устечели си, компаниите не затворени, не може да наплатат. Тие сите начини исцрпени за наплата, тие се ликвидирани фирми, не постојат и ради тоа ние мораме да ги отпишеме, да не ни стое на салдо на општина дека имаме побарување. Сите отпишувања се прават по таков основ и на физички и на правни лица. Колеги, ако не бара друг збор по оваа точка, одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Едногласно за. Пета точка. Предлог одлука за отпис на поборањето по основ на комунална такса на истакната фирма. Одиме со расправа, дали некој бара збор? Исто и ова. Истото го одговори, значи тие фирми се ликвидирани, ставиле реклама, не платиле, се превземиле сите мерки судски, вакви и такви и кога не постои фирма, нема од кој да наплатиме. Истото како што го гласаме за физички лица, така оде и за овие посlovни реклами. Дали некој бара збор по оваа точка? Не бара никој. Претходната точка беше данок на имот за правни лица. Да. Не физички. Да, бе, правни лица, ова тие посlovни реклами. Истото и за фирма. Ще видим после за физички лица, од колку средства. Знаете, добро. Колеги, нема забелешки, одиме со гласање. Против воздржани? Нема, едногласно за. Шеста точка. Иницијатива изменување и дополнување на деловникот на Совет на општина Кавадаци. Шестата точка, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, одиме со гласање. Воздржани и против? Нема. 19 за. Седма точка, предлог решение за формирање комисија за деловник на Совет на општина Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Доколку не бара никој збор, точки ја ставам на гласање. Воздржани и против нема. 19 за. Осма точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност за размена на недвижни ствари во сопственост на Република Северна Македонија и општина Кавадаци. Корисник Центар за управување со кризи Кавадаци со недвижни ствари сопственост на општина Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Дали има воздржани и против? Нема. Едногласно 19 за. Девета точка, предлог одлука за утврдување на одлука за укинување на одлуката за определување на населените места без јавно осветлување и ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема никој за збор. Одиме со гласање. Воздржани и против дали има? Нема. 19 за. Десета точка, предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на бесправни изградени објекти со намена на земјиштето. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точки ја ставам на гласање. Воздржани против нема. 19 за. 11 точка, предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичка планска документација за објекти надвор од плански опфат. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Дали има воздржани и против? Нема. 19 за. 12 точка. Предлог одлука за примање донација од Друштво за производство, трговија и услуги Овчанка, Доел, извоз увоз Кавадраци, сепариран песок. Расправа, не бара никој збор. Нема воздржани. Предлог за примање донација изразена како јавен превоз на патници од страна на Друштво за производство, трговија и услуги Фулакис, Доел, експорт, импорт, Кавадраци превоз. Не бара никој збор. Одиме со гласање. Нема воздржани и против. 19 за. 14 точка, предлог одлука за примање донација од ЈДБ, експорт, Доел, Кавадраци превоз. Отварам расправа. Нема никој за збор. Ставам на гласање. Нема воздржани и против. 19 за.
Предлог за примање донација од Друштво за производство, трговија и услуги, Кужовчанка, Доел, извоз, увоз, кавадац и превоз. Одиме со гласање 19 за, 16 точка, предлог одлука за примање и давање на донација персонални компјутери од Новата банка АД Скопје. Отварам расправа, нема никој избор, одиме со гласање, нема воздржани и против, 19 за. Од име на Советот и од Општинската администрација се заблагодаруваме на досега прочитаните донатори за јавен превоз и ПЕСО. Одиме со точка број 17. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на зонско паркирање на подрачје на град Кавадаци. Отварам расправа. Јас сакам што. Колега Кулиманџов повели. Да ни имаше некој пред мене да се јави. Не, градоначалникот, ама ти си со преднос. Градоначалникот на крај за да не има и некој друг што треба да праша, па да не... Нема совет, а ни да немаме некоја одлука за изменување и дополнување на зонски паркирање. Значи нема совет. Тоа трае више една година. Сега гледам дека паркинзи и кавадаци сака да го направат терминот од 22 часа да се наплаќа. За мене тоа, мисламе, е дека неприфатливо. Претходниот совет, мислам дека му одобриме средства од Општина Кавадац, мислам дека 6 милиона денари беа. Знам дека се у многу незавидна ситуација. Не знам тука веде раководител дали е уклучен или не. Знам дека со полициски часови, со сето тоа, предпријатието се доведе у многу незавидна ситуација. Но вака, нашето предпријатие има вработено околу 42 или 3, поправите ме кој е точно, а од тие 42 14 луѓе се испаднати на терен. 14 луѓе. На луѓето се прави константен притисок. Биле намалени пораки, било намалено воа, било намалено воа. Вака да ви кажам луѓе. И претходно кажа градоначалник, се прави еден огромен капитален објект, што се вика Пазар во Кавадац. Пазарот ни беше у строгиот центар. Со работењето на пазарот, најнормално е да се големат и пораките за паркинг. Значи, како немаш ти еден таков огромен објект во центар, најлогично е пораките да паднат. Ако паднат пораките, не се криви овие 14 луѓе. Луѓе што не се виновни за ништо. Друго, слушам, до мене стигат разноразни информации кои што стигат сите до вас, казни, по исто овие 14 луѓе. Значи, комплетниот притисок на паркинзи и кавадарци е врз овие 14 луѓе. И ми не сакам да спомнувам име, тоа за нас и наши граѓани. Предпријатието на овие исти 14 луѓе ќе му уразмислување да му туре таргет за пораки. Тоа не дозволиво. Ако некој се паркира, ќе има порака. Ако не се паркира, ќе добие блокатор. Ако нема коли, како луѓето ќе пуштат пораки? Што се луѓето, овие 14 луѓе криви. Друго, се наговестува апликација да му уградат на луѓето на телефоните за кој колку чекори ќе даде. У текот на неговото работно време од 8 часа. Значи, за мене ова е неприфатливо. Неприфатливо. Што правиме ако таа истиот телефон или апликација, па луѓето го дадат на некој маратонец па истрча 50 км за 2 сата. Значи, вака. Еве еден апел до раководителот на веде раководителот на паркинзи. Имате 30 луѓе во администрација. Ќе си облечете елеците. Ќе се пуштите меѓу народот. Да ве видат луѓето. Сега ќе правите и ќе ви Општина Кавадац ви даде и бележување да го правите. Па можете и ви да иземите четките ураците и ви да бележите нешто. Не само цет притиск да биде на овие 13-14 луѓе. Му се заканува таму со бркање од работа, со ова, со нова. Значи, некако не си ја брка работа, треба да си оде. Але некој си ја брка работа, а паднале пораките, не е тој човек крив. И уште една работа да ви кажа.
на иницијатива на овој совет, ние прифана градоначалници, сега скоро се издетува кабини да се направат 4. Мислам дека се у функција, 2 беа у функција, мислам дека и сега и другите 10 се направени. Ако видат човек со електам, не мора одма да го сликат. Не мора одма да му се водат на човек. Тие човек може му се качи да притиска, па седнал 5 минути. Заради сето ова, ја ќе гласам против. И не сум да се зголеме наплата на паркирање до 22 часа. Па плюс тоа и у сабота е до 22 часа. Ја ќе гласам против ова од принцип. Благодарам. Колеги, дали има друг за збор? Нема, доколку нема објаснување од градоначалник. Повели градоначалник. Има. Председателя, може ли ја да се приклучам дискусијата на колегата? Анита, се извинувам, може, како нема да може. Повели. Вака, ја би сакала исто, го делам неговото мислење, значи уделот на теретот е целосно на тие соелеците и луѓето што се на терен. По мене сметам дека е број на администрацијата, може би треба да се размисли у таа насока со оглед на тоа што предпријатието е нели финансиски проблеми и го санираме цело време и да не биде притискот врз нив. Какви се тие дисциплински постапки на луѓето? Значи, кога ќе ги видам, они се за жалење. На ветер, на снег, на дожд, на 50 степени, ги вреđат, ги плукат. Што не им прават? И сега уште по нив да биде истапот, по наша речено кавдаречки, не е во ред. Градоначалник, една молба, значи да се види таму какви се состојбите и да се поправат у корист на работниците, да не биде на вицот, нели, како беше, кога се зголемува еден по еден како се отпушта и на крајот се отпушта работникот, да си да останат и што пишат и седат таму. Благодарам. Ристе, председателе, госпожата Гинова Каракутова, само мала, значи, еве, ми се потврди актот, значи, дека тука нема политика. Сакам тоа да му биде јасно на луѓето, еви госпожата Каракутова. Значи, нема тука политика, нема тука ништо. Значи, 45 души да имаш вработено, а да имаш само 13-14 контролори. Не е така, сега ќе одговорим, ајде. Мислам дека не е уред. Ајде вака сега, значи... И градоначалниче, ако 6 милиона денара сме му одобриле, и извини што прекинем запамници, ако 6 милиона предкидни совет сме му одобриле за плати, значи тоа се пари од граѓаните на Кавадарци. Па сега не мора граѓаните на Кавадарци да плаќат папа до 22 часа. Ако не бива нешто, ако не оде нешто, значи се знае, прво се намалуваат трошковите, ако може да и намалат трошковите, ако не може да и намалат трошковите, па нек си одат на намалување на вработените. Али тоа треба да почне од администрацијата, не од работникот, што кажа и госпожа. Благодарам. Добре, сега ќе одговорам децидно, конкретно со бројки, со аргументи, со се. Прво во делот на вработените. Не е точно дека само 14 се на терен. Администрација има само 12 луѓе, вклучувајќи го хигиеничарот и директор. 12. Пајак служба. Нема да ја третирате администрација бе луѓе. 6 луѓе се у пајакот, тоа не е администрација. 13 или 14 луѓе ти носат елеци, 13 и 14 луѓе се на константен притисок на кавдарчани. А де сега се кажам, ајде мол. Колеги, Ајде да ве кажам структурата на предпријатието, си има управен надзорен одбор кој ќе учествуваат и гледат. Значи само 12 луѓе се во администрација, вклучувајќи го и директорот. 6 луѓе се во паркинзи. 4 луѓе се во функција на депото кај ќе ги оставаме возилото, тоа не е администрација. 14 луѓе се по реони поделени за контрола на наплатување и пуштање на SMS пораки или талончи. 4 луѓе се на терен за вадење и ставање на шепи. Така да воопшто не е дека сите се администрација. Второ, теретот е подеднакво споделен према сите и од овие 14 луѓе сега тројца ќе излезат, ќе работат бележење на улици како што работеа и лани. Друго, контролот према вработените и законски, како и во општина Кавадарци, исто почитувана Анита, како и во царината, мора да имаме работно време, мора да знаеме во еден момент каде сме. Не значи дека треба да седиме во кафана или да седиме во некој си дом да ни поминат 4 часа.
тука да бидеме на чисто. Секој Значи ќе знаеш заврши дека не е својата така, работа. значи знаеш дека не е така. Колеги, Само да кажам. само кога даваме збор, тогаш да не се ухрламе ради Да, друго. ради ефективност. Во делот на таргетот се поставува врз основа на правење на финансиска анализа на предпријатието. Нема никој да го обесе, ниту па да го казни, ниту па ќе дозволам некој да биде казнет, доколку нема паркирање, тама работа. Па треба да му го објасните на луѓето. Еве го објаснувам. И ги охрабрувам, ако некој биде казнет, ради тарге за порака, лично, јавно, да испадне у јавноста и кај и било каде. Тоа нема да се случи. Четврто, имаме луѓе во трите технички, овие што ги викте вие администрација, од 8 до 16 часот, кои се физички присутни во техничките станици за регистрација. Тоа не е администрација. Тие се таму присутни, секој еден кој што регистрира колата, тој го понудува со годишна карта, со попус, со укажување на паркинзите. Тоа е работа. Во делот на функционирањето на предпријатието со работното време, ја не знам кај видовте вие дека сега го покачуваме работното време. Напротив, од 23 го намалуваме на 22 часот. И уште подобро, недела ја ослободуваме од плаќање. До вчера беше недела се плаќаше. Сега недела ја ослободуваме од плаќање. Зошто? Не само заради граѓаните, него да му даеме слободен ден и на нашите вработени, да му биде недела слободен ден. Значи во недела нема да има плаќање во општина Кавалац, за сега имаш. Претходно, летно период беше до 23, сега го намалуваме 22. Значи имаме класично намалување. Предпријатието не е во лоша забедна ситуација. Во Кавадарци, една урбана средина кај се изградија толку работи, имаме за прв пат последната година ниво на паркирање и ниво на сообраќај. Прочитате го извештајот од сообраќајната полиција. Колку се намалени рестриктивните мерки во делот на казнување од полиција, а тоа е благодет на можноста за паркирање. Порано немаше таква можност. Секој еден беше шериф во градот, си ја паркира колата, си пие кафе по 5 сата, по 6 сата, никој не може да му рече ништо. Сега не е така, сега има слободни паркирања. Сите се дисциплинирани во делот на паркирањето во делот на сообраќајот. Во Кавадарци, сите автобуски постојки се слободни. Претходно не беа автобусите постојки слободни, не можеше автобус да стане да каче деца, да каче патник. Во Кавадарци сите инвалидски места се слободни во момент. Пред пешачки, по пешачки, во дел на раскасница, имаме култура на ниво. Дали си слушнал последнева година денат кога постоја предпријатието да има колона од закрчен сообраќај, свирење, карање меѓу граѓаните и такво нешто. Јас лично немам видено, секој ден сум во центар на градот. Претходно беше ужасна ситуацијата во тој дел. Така да нема да го гледаме предпријатието само од приход, него ќе го гледаме и од култура, и од нивото на сообраќајот, и од еден град со 40.000 жители кој што заслужува да има сообраќај. Појди во Велес, кај што не може да го реши сообраќајот, не знам зошто, уште нема дозвола за зонско паркирање, појди во Велес, најди место да паркираш и заврши работа. Мислам дека нема да заврши саат време само со паркирање. Кавалаци го надмина тоа, символични се цените и за граѓаните, и за корисниците. Секаде да има одбележен паркинг, обезбеден паркинг, осветлен паркинг и кога се изгради пазарот со нови 130 паркинзи, ние ќе бидеме град кај што ќе ни фалат автомобили за паркирање. Она што го кажавте дека ќе имаат контрола луѓето каде движат и колку движат, да, не се роботи луѓето, имаат право секој да одморе, си има протоколи за работа, како и вие и ние, така да јас сегаш ги застапувам правата на вработените, ама и обврските линии кои ще да ги спроверат во делот на нивното секојдневно работење. Сами знаете дека ако земем и споредим и општината и сите јавни предпријатија колку работат сега, колку работеле пред 3 години, се потроши само се зголеми потрошувачите на хартија, за тоа што имаме илјадници предмети кои што ги спроведуваме. И немаме совет по 50 точки. Овие точки произлегуваат од работа на администрацијата, од работа на јавните предпријатија, не произлегуваат од ништо друго. Значи, видете ги убаво работиве, станува збор за недела за ослободување од наплата на паркинг и намалување од 23 до 22 часот за паркирање. Дури сега можеме алтернативна мерка да донесеме, паркирањето да го намалиме и до 21, затоа што 22 е полициски час, тие луѓе треба веќе да бидат дома. Така да не станува збор за зголемување, а во овој дел за загриженоста за вработените го оправдувам комплетно.
Ниту еден менаџер, ниту управител нема да врши тортура ниту на еден вработен, поготово што земаат таму плата по 18.000 денари луѓе на минималец на некој начин, така да ја ги застапувам комплетно и го оправдувам во тој дел да сега новиот ВД директор кој што го имаме, може би си прави план и се, али тоа нема да биде на терет на граѓаните и на терет на вработените. Секој си даде објективно толку што треба да придонесе во делот на работењето. Мислам дека таму без разлика на начинот на вработени, да, 40 вработени се вкупно заедно со депото, со пајекот и со се. Имаме среќа што мислам дека лош човек немаме вработено. Ете, можеби сме направиле добар избор и во делот на вработувањето и во конкурсот. Се одговорни луѓе кои што секојдневно работат и работат одговорна работа, неблагодарна работа, каде што секој ден граѓанин може да му каже на било што, за тоа што кога некој ќе го удариш по џепот што не платил навремено паркинг или не пуштил порака, трпат навреди. Ја себе јавно ги повикувам граѓаните да немаат таква образа према вработените, пошто тие само си работат нивната работа и носат плата на месечно ниво за нивните семејства. Благодарам. Добро, председателе, градоначалник, мене ми е јасно дека мора да бране политиката, тоа е ипак јавно предпријатие, он е градоначалник, он е татко на градот и мора да биде така. Али нигде не спомнав дека некој на некој му прави тортура. Тоа не го спомнав, има записи, там ќе го видите тоа. Али не е лошо, не е на одмет да се знаат некои работи. Кавадарци е мал град. И јас знам дека... Молим? Ја не дозволувам Кавадарци да биде мал град. Добро. Ипак сме мал град, секој се знае, нели градоначалник, секој може да добие на телефонот, ние сме мал град, и мене и тебе. И сите се знаеме и што ми беше зборот ми избега мислата сега, не спомнав тортура никаде, али не е, значи не е на одмет овие вакви работи да се дискутират. Јас никој не го нападнав, ни некој реков дека лошо менаџира или воа прави. Али треба да се растерете притискот на овие директно луѓе што се у контакт со граѓаните. Мене ме е јасно дека пред 2 години ние немаме паркинг предпријатие, па беше хаос. Баш за тие хаос ние го направиме во јавно предпријатие. Да види Кавадарци, 7 град. Благодарам, Шедор. Благодарам, колега. Ќе гласам од принцип, ќе гласам против. Колеги, дали бара друг збор? Колега, ние сите одлуки што треба да ги спроведе комуналец и другите јавни фирми, паркинзи, ние на совет ги носиме. Немој да се секираш дека некоја одлука директорот сам може да донесе. Без нас не може ништо. Ристе, со гласање по точка. Ристе, јас сакам да кажам нешто. Колега, немој Ристе да ме викаш со О. Добро, председател. Правилно името. Не, председател, не ми треба него со О. Повели, колега. Вака сега, со самото формирање на предпријатието паркинзи, нормално беше дека исто и ќе биде во одредено време, може и подолго во загуба. А најголемиот благодет од тоа формирање на предпријатието добивме ние граѓаните и нашата општина, бидејќи се стави ред во сообраќајот, кој претходно го немаше. Као што рече и градоначалникот и кој друг таму, дека имаше колони, свирење, пцуење и 300 чуда. Да. Сега тоа го нема. Да. Со безбол парки паркираме иначе пред јавното предпријатие и имаше жртви. Ај без довикување еден по еден. Не. Јас не се упуштив, колега, во твојот говор, јас си кажам моето мислење и мислам треба да го почитуваш тоа. Ако немаш нешто после тоа кажи. Така да предпријатието мора да му даеме поддршка ни како совет, да се рационално секој да си ја искористи својата работна задача кај што е поставен, што гледам и доста од нив и го поставуваат, да фирмата, односно предпријатието, ќе биде се подобро и подобро. Толку од мене. Колега, благодариме. Дали друг од колегите има некој за збор? Нема, уште едно објаснување од страна на градоначалникот и одиме со гласање. Јас само сакам да информирам јавноста, благодарение на овој совет од 19 советници тука и на овој градоначалник што седе тука, предпријатието е јавно. Што правиме ако беше јавно приватно? Тогаш ќе ги оддеревме граѓаните. Затоа и општина Кавадарци си плати пенали за таа полиција. Воопшто не плати пенали општина Кавадарци, го знаеш договорот, само си ја врати концесијата, не плати пенали.
доби дури донација пајак од град Скопје, благодарение и на господинот Шилегов, кој што ни донира и град Да, ма кажи Скопје. градоначалниче, ви колку време потрошите за да се договорите со фирма што режи? Јас со таа фирма исцрпив многу енергија, многу совети одржавме, многу координации. Значи не смееме да забораваме дека јавното предпријатие претходно беше формирано јавно приватно предпријатие, кај што сега че беше 50 денари паркирање во центар за да се ја извадат платова. Така да ова е јавно предпријатие. Секој еден денар што влегува у предпријатието ќе се врати назад во општеството, во подобри паркиралишта, во подобро означени паркиралишта, во подобри паркинзи осветлени со видеонадзори и со се. Така да не забораваме дека ние успеавме да го направиме јавно предпријатие. Мојата теза е, треба да има јавно приватни предпријатија, ама не таму кај што е монопол. Кај што е монопол, ако дадеме приватно јавно партнерство, ќе имаме големи проблеми. Така да оние небоози кои што беа претходно пласирани од одредена група надвор од кавалаци дека предпријатието за паркирање, не знам, дел од советот, дел градоначалникот ќе го земел, па ќе било негово, не знам како, не знам што. Еве, се докажа и покажа дека тоа е само јавно предпријатие во собственост на општина Кавадарци и на граѓаните. Тоа е голем успех кој ќе успеавме тој договор да го поништиме и јавно би се заблагодарил уште еднаш на господинот кој што е од Кавадарци и имаше удел во тоа предпријатие кој што најде на разбирање со општина Кавадарци и отстапи од неговите права кои што претходно некој му ги дал, да ги поништиме и да го направиме јавно предпријатие. Благодарам. Благодариме, градоначалниче. Одиме со гласање. Точка број 17. Кој е воздржан и против? Јас сум против за ова точка Еден против, 18 за. Благодарам. Одиме со точка број 18. Известување со архивски број 22, точка 23, точка 6, цртица 925, крос 1, цртица 21, за работата на оделените за внатрешни работи Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој. Ајде, колега, повели за расправа Тури Манџов. Дали има некој представник од оделените за внатрешни работи, дали е уклучен тука? Колега на комисија имаше представник, колешката Весна како председател на комисија ги има податоците, табелите што треба, ако вие сакате да ги слушнете јавноста, да ги отчита колку собрачајки, колку погинати, колку удеси. Значи друго. Значи тоа се само табели, информации што мога да ги дава. Добро, председателе. Така, тоа е една работа. После на надолу наредни точки имаш, завршни сметки, еден куп, ниеден не ти е уклучен тука со директорите. Вака, колеги, само да се договориме како колеги. Комисијски расправи вчера имаше ни беа присутни сите директори. Ние комисиите, некое друго време, ти си подолгогодишен советник, во некое друго време директорите стоја у ходникот. А другото време беше ако сакам јас да го питам некој директор за завршна сметка, кого ќе го питам? Вака. Ноќе вчера имаше, може ли председател да земам? Само момент. Колеги, вака. Сега вака. Значи ние за МВР треба да го гласаме, а после и по извештаите на училишта. Вчера прв пат од кога сум ја овде советник 3 мандати, а дојде сметководител во властен и многу добро презентираше и мислам дека советниците што беа во комисија беа презадоволни. Жената се понуди да дојде на седница и да биде отворено, ние рековме нема потреба. Значи тоа е книговодителка што води книговодство на неколку училишта. Тоа не е така, ги завршни сметки. Јас знам дека е тоа така. Колеги, ние ги имаме завршни сметки материјал. А ипак како членови на совет ние имаме и некоја политичка тежина тука. Ако треба нешто да се праша, ќе ги пишеме прашањата. Тоа не сакам јас седници преку Zoom и преку онлайн. Значи секај може да работи у градот, може и ние да работиме у Кинто. Може ли председателе може ли збор да ми даде? Ќе ви дадам. Колеги вака. Значи некој сака да пита сега ти мене ми кажуваш дошол книговодител па би објаснил да ја вчера не можеш да дојдам бев на работа. Колега, ма ја мислам дека вчера ти не беше на работа, ја ти пишав оправдање за работа. Па бев на работа. Ето за тоа имало потреба од тебе. Па за тоа информација бев, ако има оправдање бев. Ајде одиме со точка број 18. Повели Весна. Може ли да земам збор? Повели колешке. Извини само Весна, ушова да го кажам. Колега, ајде одиме со таа твоја расправа после да одиме со точка број 18. Да ви кажам една работа. Не значи ова дека го реков, па ќе бидам против, ќе бидам за. Да одиме со точка 18, колега, а после разви дискусија по сите точки одеднаш. Извините, ајде.
Ајде да одиме со Комисијата за колешката вест. безбедност беа присутни и началникот на полицијата и уште едно службено лице, кај што беше кажано што ни беше одговорено на секое прашање што нас не интересираше. Комисијата, од секоја политичка партија ние имаме членови на секоја комисија. Треба да имате координација како политичка партија пред совет, да знаете што се договорало, на што се зборувало на комисиите. Така да сметам дека и преджеска се колега Лазар се демантираш со првото што го кажа дека треба ситуацијата ви не е лоша. Да, точно не е многу лоша у Кавадарци, преди тоа што еве јас сега моментално ќе ве напуштам и ќе ви кажам че одам на 2 погреби и кај тет ми тетка ми починати ми се, лоша, а ние да правиме седници со толку луѓе, со директори, физичко присуство, мислам дека не е време. Вчера сите беа, ги закажаме комисијата на пола сат по 3-4 училишта, така да сметам дека комисиите поминаа добро и нема потреба сега, барем у овие момент, за да ги прашуваме директорите какви за моделот на завршните сметки. Колеги, ајде. Колешки, ајде одиме со гласање со точка 18. Ми е многу жал што господица Ѓорѓиевиќ оде на поглед, жал ми е. Значи, мене ми беше друга поентата. Сега господица Ѓорѓиева на комисија бил таму кој бил началник. Да. Значи, командирот на полициска станица Кавадарци го бира совет на општина Кавадарци, не го бира комисијата. И ја не викам физичко да бидат присутни, ама бар може да се уклучат на Zoom. Тоа може да го направат. Зошто не го направат? Па ние ги бираме, ние му и гласаме завршни сметки, програми за работа. Се зависи од нас. До сега не се вртени за ништо. Па може да го испоштуват совет па да се уклучат на Zoom. Јас знам дека има комисија. И ние сме координирани. Знам што сте правеле моабет на таа комисија. Ја немам никаков проблем за тоа. Али може бре луѓе да се уклучат на Zoom, зошто да се уклучат на Zoom? Сега имаш ти тоа 20 години завршни сметки, они се седат дома, ани тоа ќе си правиме моабет. Ја сакаш да питаш не, па зошто е градоначалник нема потреба да седе, па што седе? Зошто он па да не одговара па на секое питање? Па некој одник си брка работа, јошо. Не може да натераме еден директор да се уклучи на Zoom, ајде, молим те, благодарам. Колеги, ајде одиме со точката број 18, извештајот на МВР, го давам на гласање. Дали има против и воздржани? Нема, едногласно 19 за. Колеги, вака, од 19 точка, овие средни и основни училишта, можеме ли да ги дискутираме одеднаш, а поединечно гласаме? Може. Да ви ги читам точките за сите училишта, една по една и после отварам заедничка расправа, гласање. Значи, одиме вака. Колеги, вака, да не ги повторувам сите средни и основни училишта, значи одиме со дискусија за трите средни училишта и за останатите основни училишта. Заедничка расправа, поединечно гласање. Значи одиш до точката Рада Поцева. Училиштата сите, па после јавна институција Рада Поцева и Дом на култура до 28, до 38. До 28. 28. Да. Колеги, одиме до точка број 28. Тоа се сите школи. Одиме со сите школи, а после одиме со институциите. Отвараме заедничка расправа по извештаите, по годишните сметки, завршните сметки на сите училишта, а гласаме поединечно. Дали некој бара збор? Колеги, доколку никој не бара збор, да одиме со гласање. Да ги читам сите точки за секое училиште поединечно или Нема потреба, вериш, што ќе читаш. Значи, годишните сметки на сите средни и основни училишта нема против, нема воздржани, сите сме за. Јас сум воздржан, ќе бидам јас. За сите точки за училиштата? За сите точки, воздржан. Еден воздржан, останатите се за. И одиме сега со точка број 29. Годишна сметка на јавна општинска установа Рада Поцева Кавадарци 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, тоа ќе ја ставам на глас. Момент. Повели колега. Сакам да питам, моментално знам дека имаме проблеми со деца што сакаат да одат у градинка. Сега дали е тоа заради ситуацијата и знам дека директорката има големи проблеми.
како планират да го надминат тие проблеми? Кој ќе ми одговори, градоначалникот? Повели градоначалник. Почитувам светник, еве и заради јавноста. Градоначалниче вака и извини, може си правеше, значи гледате ли луѓе до какви проблеми се соочуваме? Значи некој мора да не одговори нас на некој питање. Така. Извини градоначалниче, у понеделникот има примерно 12 деца. У јасли, как се вика тоа? Еве тука гледам Душица, она е таму, па може и да не е така, не знам. Значи, ќе ви кажам ја после ако треба нешто. Добро, благодарам Душица. Вака сега, значи ние успеаме како совет и како градоначалник тие проблем да го немаме со децата. Што го имаме у претходниот период. Кај што да запишеш детско градинка беше стварно тешко. Сега тие проблем го немаме. Сега ни се јави нас друг проблем. Со ова ковидот, со корона. Има луѓе кои што имаат мали деца и нема кој да му го чува детето. И сега луѓе што звонат кај градоначалникот. Знае градоначалникот нека се јави за едно дете. Звонам јас, звонат сите. Значи имаме проблем. Јас имам еден близок пријател кај што жената остана, мораш да си дае отказ за да го чува детето. И ја 2-3 пати звонам кај директорот, ајде последни 2 пати, не знам, не можам да добиам, знам дека и она не е крива за сето тоа. Знам дека некој друг условите ги стварам, значи ние имаме проблем. Очигледно. Да, значи проблемот е глобален. Времето е невреме. Ние успеавме за 2,5 години од 1050 деца во градинка да сместиме 1600. Благодарение на советот, на градоначалникот, на детската градинка, на централната власт, успеавме да отвориме уште 12 занимални, да доградиме 2 објекта и во моментот градиме нова градинка со 160 деца капацитет. Успеавме да отвориме градинка во Возарци, да отвориме градинка во Марена, успеавме да отвориме нова градинка во здравствениот дом, доградба во Ташката, доградба во Пепето и во моментот спремаме проекти за градинка во село Дреново. Што е проблемот? Проблемот од 1600 деца, според протоколите на Комисија за заразни болести и владата, нас ни е дозволено максимален број на деца да имаме 500. Тоа е 1/3 од скупниот број што може ние да ги примиме и изгрижиме дечињата. Зошто е тоа така? Тоа е така само заради тоа што групите кои што беа 25 до 30 дечиња се намалени на 10. Сега одобрија да бидат до 12 во група. Ниту еден раководител, ниту еден неговател, ниту еден воспитувач не може да се земе за одговорност да ставе 13 деца во групата, пошто ќе има, не дај Боже, и кривична одговорност, а може би материјална одговорност доколку се случи нешто друго. Протоколите во градинката се запазуваат и тука е проблемот што ние не можеме да го надмириме тоа. 2 пати директорите на градинката заедно со мене пуштаат допис до Комисија за заразни болести и до Министерството за труд и социјална политика. 2 пати сме одбиени за зголемување на бројот на дечиња во една група. На нашето аргументирање дека тие 500 дечиња кои се запишани доаѓаат само 300 во градинка, а 200 не доаѓаат од X причини. Некој е болничко, некој е од други работи. Дали може да запишеме 700, а да имаме 12 во група секогаш? Не може би тоа да го направиме. Значи во ова време, не можеме ништо да помогнеме. 12 дечиња се плюс примени заради тоа што директорите заедно со нејзиниот тим успеа една просторија која што беше како помошна кујна, мислам че дека беше Трапезарија, да ја пренамениме во занимална. Така дојца. Да. За тоа се примени плюс 12 од список и во моментот тоа е максимално што може да го направиме. Знам дека луѓе губат работа, знам дека луѓе имаат нервози. Не само тоа, нашите дечиња кои што ги носиме во градинка да се социализираат и да имаат дружба и сето тоа во овој момент невозможно. Мораме да се страпиме, да помине овој бран. После поминувањето на овој бран, ние сме спремни како градинка и кадрово, и капацитативно, и финансиски да сите дечиња ги примиме во градинка. Мислам дека сме тука немоćни. Јас ќе ги презентирам, ќе ги дадам 2 дописа кои ќе ги пуштиме со директоркава, кои што децидно сме одбиени од Комисија за заразни болести и тоа е на ниво на цела држава и на цел свет. Значи нема одговор на некои прашања како да кажем, еве идат луѓе кај мене прават притисок,
кај вас како советници, како јавни чинители, значи не можеме да одговориме на секоја прашање кога се во моментот е пандемија, во моментот е да изразам мислочество на советниците кај што кажа оде на 2 погреба, луѓе верувате дека сакаме многу повеќе од тоа, меѓутоа да не вадиме нешто што не можеме да го направиме, пошто не можете сме во тој дел. Со намалувањето на пандемијата и со зголемувањето на, односно разлабавувањето на мерките од Комисија за заразни болести, верувате, јас истиот момент би постапил по било кој протокол да примеме дете плюс во градинка, пошто е од големо значај. Благодарам. Градоначалниче, извини, знаеш како? Ти викаш голем град, па ја речем ние сме мал град. Многу е лошо. Например, јас колку што можам бранам у мојот домен. Луѓе што имаат перцепција дека па се прават некои спискови по партии, по вам, значи нема. И сега знаеш како? Звонат луѓе и ти викаат еве ти го име презиме кој се вие 12 деца за вие се јавил ние. Ме разбираш? Јас сето тоа му го објаснувам на луѓе дека нема спискови, нема ништо. Ама ја не знам дај што треба да направиме нешто, значи стварно луѓе што остануваат без работа. Те разбирам во целост. Мој близок сопругата си даде жента отказ, млада жена 32 години, мораш си даде отказ за тоа што детето нема кој го чува. А 12 деца се примени у понеделник. Зошто вика моето не е примени? И јас. Тоа сега ќе биде така. А моето дете е поубаво од твоето, или зошто моето не е или воа. Има протокол, има софтвер кој што го направивме и функционира во градинката. Можеби на тоа што е примено и 20 родители му се вработени. И исти случај е тука. Значи немаш и таму. Добро, да не зафлеаме Ја ве уверувам во едно. Може јас да објаснам, да објаснам. Само ще се докажам, значи ве уверувам во едно дека за мене, а верувам и за вас, сите дечиња се исти и тука не треба да правиме дискриминација. Тоа го спомна и советникот Турманџов, каде што претходно се правеле спискови, па и политички, па и партиски, па и лобирање или било како. Тоа не постои и нема да постои. Ова јавна институција мора да функционира. Само едно да знаете, градинката не е во добро состојба општо и Министерство за труд и социјална политика. Ние имаме 500 деца на список, а 240 вработени луѓе. Значи, тие вработени таму нема што да работат. Како да ви кажам, на секој дете имаме вработен. Не може да ги пуштиме вработените. Така да мораме да помине ова сето за да стигнеме тоа што треба. Јас ми доаѓа министерот за правда, морам да го пречекам долу да го испочитувам за тоа што централната власт, Кавадарци е голем град, сите министри доаѓаат тука, благодарение на вас, советници, градоначалникот, и благодарам многу, што го поздравам министрот од вас, бидете здрави и живи и се гледаме. Благодариме градоначалник. Колеги, ај сега да одиме со председателе, може да му да објаснам само на Туриманџов, ја мислам го станав. Јасно мој колешки, мислам дека му јасно. Ако има потреба он, нека каже, ќе ти пуштиме да му да објасниш. Нема потреба. Ако нема потреба, колешки, да не ти трошим. Мора да тоа е, луѓе коментираат. Одиме со гласање. Годишна сметка на јавна општинска установа детска градинка града Потчева Кавадарци за 2020 година. Дали има воздржани и против? Ристо, ја воздржан. Пеđa, шо ти стана да не се разболи? Еден воздржан, 18 за. Одиме со точка број 30. Годишна сметка на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов, Климе Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Нема за збор. Одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема, 19 за. 31 точка. Годишен извештај со архивски број 02/38/1 од 25.2.2021 година за работа на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов, Климе Кавадарци. Одиме со расправа. Нема за збор. Одиме со гласање. Воздржани и против нема, 19 за. Одиме со точка со реден број 32. Годишна сметка на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци за 2020 година. Колеги, отварам расправа. Не бере никој збор. Ја ставам на гласање, 19 за. 33 точка. Извештај со архивски број 02/35/2 од 24.2.2021 година за работа на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци за 2020 година, донесена од управниот одбор. Колеги, отварам расправа. Не бере никој збор. Ја ставам на гласање. Нема воздржани против, 19 за. 34 точка. 34 треба. Годишна сметка на јавна општинска установа Локален музеј и галерија Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа.
Не била никој збор, ја ставам на гласање. 19 за. Точка 35. Годишна сметка на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквешка Вада 2020 година. Отварам расправа. Не била никој збор, ја ставам на гласање. Нема воздржани против, 19 за. 36 точка. Годишен извештај архивски број 02/19/3 од 22.2.2021 година за работа на јавна општинска локален вински музеј за регион Тиквешка Вада за 2020 година. Донесено од управниот одбор. Отварам расправа. Јас сакам нешто да кажам. Повели колега. Вака. Ќе бидам краток. Ајде. Еден апел до господище раководител на Винскиот музеј, Весела Честојева, така мислам дека се вика. Да. Бев сведок на последниот Свети Трифун и еден апел. Јас знам дека жената не е од Кавадарци, дека Демирка пија или од Неготио, не знам од каде. И мене што ми запречи прво како човек и како советник. Раководителот на Винскиот музеј поима нема кои се советници уопште на Кавадарци. Една работа. Значи, и гласаме програма за работа, годишен извештај, финансов извештај, завршна сметка. Мислам дека треба да знае кои се советници уопште на Кавадарци. Тоа треба да го знае. Друга една работа. Таму беше присутен човекот што е собственик на едно од најголемите винарски визби во Македонија. Човекот е производител на најмногу гројзе во Република Македонија. Значи, никој не најди за сходно да дојде до човекот, да го питат нешто. Тоа е господинот Ристо Милев. Господинот Ристо Милев е, како да ви кажам, за лозарството у Кавадарци поим. Ја не верувам дека господище раководител на Винскиот музеј знае кој е Ристо Милев. Такви луѓе нас не требат. На такви луѓе треба да му се оддава чест на такви манифестации. Ако сум бил јас раководител, прво ќе му и дадев макаистата за крој господинот Ристо Милев. Апел уште еднаш до господище раководител. Прво нека запознае колку советници има општина Кавадарци. Не знае. Може да знае неколку. Од она што има контакти со неколку. Јас и уште еден советник таму од нашата советчка група, сите добија рекламени материјали. Жената нас не познава. Ја не сакам да ми дава рекламени материјали. Значи не познава, тоа е лоша слика. Ти да не му дадеш рекламен материјал на Ристо Милев, брука невидена. А ваму ќе тераме вински туризам. Со кого ќе тераме вински туризам? Со луѓе што немате на Лозница дома? Колега, ајде одиме по извештајот. Па за тоа председателя ви викам, треба бар да се уклучат и они на Zoom. Да видат малци. Ама знаеш што е вака? Сите советници, 19 луѓе што сме, и од ВМРО и од СДС, турци го прст на главата, зошто оваа вака ни го прават. Затоа што му ги миниме сите одлуки, му миниме се, само да што вика градоначалникот у интерес на градот, у интерес на ова, у интерес на ова, и еве се доведиме у ваква ситуација, само ни да се уклучуваме 19 души, немате ни еден раководител и директор уклучено, нема што да питаш, нема кој да ти одговоре, еве градоначалникот се замина, кој ќе ти одговоре сега? За тоа се бунам јас. Колега, имаш у овој дел и некој е право, али беше многу невреме, беше многу ладно. Директорката ипак е скоро. Висте, тоа не е тоа оправдување, да не знаеш кој се луѓе што ти гласат годишни програми и ипак таа директорка зима 45.000 дена плата. Нашиот мандат ќе заврши за 3-4 месеци, ќе дојдат некои други. Колега, не може раководител на јавно предпријатие да не ги знае луѓето што гласат, човече. Тоа е срамота, тоа е недопустиво. Не може раководител на Вински музеј, ќе развиваме туризам со лозарство, со вино, со гројзе. Ристо Милев, ти стоја настана човече, има 15 милиона гројзе бере човек. 15 милиона килограми, ни треба такви да ги носиме на раци. А не човекот туре настана, па никој не го понуди со чашка вино, не го понуди човек.
Никој не му рече, па дојди директора, влези унатре, ова е твојата бранша. То срамота. 45.000 денара плата зима некој. Колега, ајде вака. Ајде да видиме дали по годишниот извештај има уште некој да збори. Ако нема, ние се надеваме дека директорот ова ќе го свати поучно, дека не е злонамерно. Значи бидам против само заради тоа. Имаме ние таму па и вработени. Јас од Зоки сега да го прозивам сум презадоволен, уредно се постапуваше, директорот малку беше исплашена и од присуството на министерот и е почетничка во ова работа, али има капацитет во нејзи и мислиме дека ефектот ќе го постигне во наредните. Јас не рекам за жена дали е стручна или не е стручна. Во се работи финеси што некој треба да ги прави. Колега, да, ама сега ние се учиме. Сега е таа нова институција, колешката е нова. Се надеваме дека ќе има подобрување. Па не е ни така нова, колешка. Ајде да бидеме, колега, да бидеме позитивно. Сакала јас, председателе. Колешке, што ми спомнуваш ВМРО и јас, председателе, ти сакаш политички муабет да правиш, повели. Не е точно, значи прво една забелешка, така, конструктивна на колегата Лазар Туриманџов, значи уредно е првен да ја поканиме да присуствува на Zoom, познавајќи ја директорката, сметам дека не е поканета. Ако била поканета, сигурно ќе била уклучена. Затоа што она беше една од најажурните чекаше по 5 сати за комисија во времето кога немаше корона, само за да ни го образложи проектот. Значи, жената сама го направи, сите работи сама ги истрчка. Точно, сега има вработен, меѓутоа доскоро беше сама. И бев на таа манифестација и сметам дека не е во ред, значи, дури и на приватна основа, момент председател не ме прекинува и нема да те прекинам, ќе дадам, ама да не водиме дискусии. Не, па зошто не ја прекинате претходна дискусија на колегата Туриманџов? Води само по извештајот. Нема да ме прекинам, ќе ви дадам, ама по извештајот, значи сметам дека треба да кажам и плюс и кон вас имам забелешка, председателе, не се работи за личност која што е нова оваа бранша, апсолутно, значи го водеше еден од најголемите музеи од државата. Значи, не може да кажеме дека таа е нова и дека не се носи со улогата. По мене, значи, направи една голема работа, еден регионален вински музеј, кој што се вклучени сите. Јас се сложувам дека собственикот на винаријата Гоце Делчев Тиквеш секако требало да биде удостоен, меѓутоа имаше повеќе луѓе, ради короната сите беа разделени, ради лошите временски услови, предпоставувам дека е ненамерен пропуст. А уврска со тоа што директорите не ги познаваат советниците, јас би му кажала на колегата Галис, односно извини, Лазар Туриманџов, дека има голем дел од директорите и кои што и мене не ме познаваат и не ме поздравуваат. Па не сум го ставила тоа, ги гласав нивните извештаи, значи и заврши сметки за работа. Значи тоа е наш пропуск. Не е пропуск од директорите. Јас полека. Значи јас сметам дека е наш пропуск. Значи они не познаваат точно и у тие дел колега Лазар се сложувам со вас затоа што нивните извештаи и годишни сметки ги гласаме едногласно. Точно. И се сложувам дека не сме ги викнале, не сме ги поканиле, можеби. Не знам, можеби се поканети, можеби не удостоиле, не сум утек. Значи, меѓутоа, кога ќе ја разгледаме нивното работење, извештајот за работење, годишна сметка, која ќе видиме че не познават сите. А вака, значи, председателот Ристо Скалиев ќе ги слушне извештаите и ќе ни известе вака стручно дека сите се уред и дека може да ги гласаме. И уште една забелешка, се работи за годишни завршни сметки, значи не сметам дека треба да се гласат заедно. У случајот со училиштата, сметам дека направите деловнички прекршок, значи не можевте сите завршни сметки да ги изгласаме заедно. Благодарам. Колешке, вака се. А ние рековме заедничка расправа. И ја ве замолив да гласаме по бројка. Немаше никој ниту за дискусија, ниту против, ниту воздржани. Значи, поединечно сите се изгласани. А јас сакам овој мандат да се пофалам баш со изборот на директорите. Овој мандат имаме феноменални директори. И мојата соработка со директорката од Винскиот музеј е добра. Никогаш на повик не дошла, не донела материјал, значи она работи добро. Сега што околностите се такви да направила некоја грешка и ние не треба да казнеме, него тоа нека биде како напомена и уште да ја дадеме морал да оди подобро натаму. Дај да не одиме сега со такви дискусии, да ги карактеризираме директорите по тоа што не ми рекла добар ден. Извештајот е добар, направен, професионално, овие програми што ги прави,
настани ги прави добри и ние сега да речеме одиме со гласие на извештај и после по другите точки да не расправаме каков е директор, дали рекол добар ден, дали бил ВМРО, дали бил СДС. Председателе, и ја ќе се вклучам. Значи, не сакам да бидам лоша сваната. Во делот на Туриманџев и на Анита Гинева Каракутова се сложувам со тоа. Значи, рековме дека советници се коректор на работењето на градоначалникот и на администрацијата во општината. Значи, да не се залажуваме, не сакаме нас да ни се клањат. Значи, сакаме да имаме како ништо ги почитуваме нив и тие нас. Не е тешко тоа. Вие сте сите тројца управа. Не е тешко тоа, затоа што еве бев присутна и во средата и во четвртокот, така ли председател? Да. Сега, колку бевме, тие што можевме да дојдеме, така? Да. Сега, по кој најне го трча? По вас председателе. Ние таму што бевме декор, ви се молам, ајде малку поинако да ги сватиме работите. Значи вие сте постојано таму, борете. Ама чисто авторитетот го имаме сите. И како професионалци во својата работа, меѓутоа, треба да знаат кои се советници во општина Кавадевци. Не треба ние да се наметнуваме. Ај вака, сега. Значи, само толку. Автоматизам градоначалникот има притисок, може и ја имам притисок. Ама и да си најдеме па и ние самите по една мана, сите, ја може имам најповеќе. Еве ја нека имам колку сите 19, а вие сите по една. Дали некој од советниците отишол во институција да бара било каков документ или било каков разговор или били каков состанок, да е одбиен. Ја не сум. Сега и ние да си најдеме некоја мана дека ние само чекаме да дојде седница, комисија да претрчаме, ако влезиш во детали, јас сум постојано во општина и до 5 сати. И навечер сум со луѓе и со институции и со директори, мене не познава. Ај малку и ние да се критикуваме дека и баш и ние не сме китка за мерисање речено по наше. Да бидеме позитивни, да викаме дека ќе одиме напред. Председател, мислам дека констатациите е скроз грешка и Не е грешка, знам што сакаш да кажеш, ама нечем од моја уста. Дискусијата и на госпожица Каракутова и на госпожица Крстич, ако ми слушаше внимателно. Ама прифаќам и јас сум значи никој не му прави притисок. Мојата дискусија беше 80% за Гоце Делчев предпријатието. Ако виче тргнеме да правиме вински музеј, да правиме туризам со вино, со грози. Значи тоа се луѓето што мора да бидат напред. Да, колеги, ама само една работа. Никаков притисок ни на еден директор, ни сакам да го правам, ни ќе го правам. Не ми е там, тоа не е моја работа. Како да ти кажам? Ја ве сваќам, јас сум секогаш. Али што спомена госпожица Крстич. Сите директори треба да знаат кои се советници во општина Кавадевци. Како да ти кажам сега, ти одма тргна притисок, никој на никој не го прави притисок. Точно, туку се слагаме, сите треба да не знаат и јас сум. Колеги, како сега може сега ти? Сега ја треба да го знам кој е директор, како јас одма ми кажате ќе биде Весела Честоева, па се информирам која е жена и тоа се информира од Анита, била пратеник, значи јас се информирам. Ја не спомна за жената, ништо лошо, дали ја бива, не ли ја бива, војно, али не е лошо, значи жена дојдена од друга општина, може уште е рано, не ги познава луѓе што Кавадевци, не е лошо да си ги запознае. Бар вие што се занимаваат со Гројзе, Лојзе, бар тие големи капацитети што имат луѓе. Или требал некој да ги посочи. Или па што вика душцат, па некој требал да ги каже. Ама не, беше реално да правиме моабет што вика и да не се здржуваме на оваа точка. Стварно врнеше снег и гледката беше прекрасна, а истовремено беше малку специфична ситуацијата со стигање, со доаѓање. Така да, со маски, со капи, со шалеви. Така да можете да се направило пропуст, меѓутоа да не... Значи, уште еднаш, жените кога ќе ги пренесуват само... Колеги, ај еден по еден да не одиме си одеднаш. Ристо, благодарам, само ти кажа позитивна критика, во не е некој... Негативна. Колеги, ајде бараме збори да одиме еден по еден, ова почна како пазар да личи. Сега си кажавме, пример, јас како председател сум секогаш од кај страната на советниците, ама ние треба да бидеме и само критични некогаш. Одиме со глава точка. Дали има воздржани против? Туриманџев, ти не си воздржан, не си против, си за, така, другите за 19 за. Одиме со точка, со реден број 37. Годишна сметка за јавно предпријатие за јавни паркиралишта, паркинг Кавадевци за 2020 година. Ние веќе ја искоментиравме, ако има некој... Јас си го кажам, мојто ќе бидам пак против, така да... Дали има некој против? Околу сметка, трошкови, приходи нема, одиме со гласање. Воздржани против, дали има?
Нема, едногласно за. Јас сум против, или исто ти Се кажам. извинувам, колега, се извинувам. Еден против. 38 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на подружница на јавно предпријатие за јавни паркиралишта, паркинг, Кавадаци. Отварам расправа. Што подружница ќе биде ова? Да, ако може кратко објаснување што се работи исто и мене ми е јасно. Чекайте сега, вие одеднаш ја сакам спорт. Ќе ви објасни се Ленчето. Ајде, Ленче, нека објасни. Ајде, правнички повели. Ајде, нас вчера ни објасни. Прочитано ми е мене, само видете внимателно да ја прочите одлуката. Произлева од промена на одговорното лице за подружницата во јавно предпријатие за депото, каде што се овие возилата хаварисари што се носат. Значи вака ќе се граиште, така? Кај што се гаражите, кај што има запленети возила и овие. Тоа е регистрирана подружница, сега се менува само овластеното лице, наместо досегашниот директор, сега е ПД директор. Доаѓа од промената на директор. Потребно е за во централен регистар да помине Потпис. регистрацијата со оваа одлука. Колеги, одиме, дали има друг уште за збор, доколку нема одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Против ќе бидам, ја ти кажам за цит паркинг 2 седмици против ќе бидам. Колега, добро, 18 за, 1 воздржан. Против. Против, се извинувам. Одиме со точка со уреден број 39, одлука со архивски број 03/66/3 од 18.2.2021 година за отуѓување на стари и неупотребливи ствари донесени од управен одбор на Рада Поцева Кавадаци. 19 за. 40 точка. Годишен извеж за работа на ЈП Комуналец Кавадаци за 2020 година донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Одиме со расправа. Јас. Повели колега Туриманџо. Гледам дека директорот е уклучен. Ако не е уклучен, ќе го бараме на телефон и ќе го тераме да се уклучи. Повели. Да, благодарам. Колеги, да одиме со расправа и за годишната сметка, ради тоа што годишниот извештај и годишната сметка е едно те исто. Се слагаме ли? Точка број 41, годишна. Така, ристе едно те исто, тука, ајде. ЈП Комуналец Кавадаци 2020 година донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Ајде, двете точки ги дискутираме одеднаш. Се исцрпуваат сите дискусии од советниците и директорот ќе го побараме ако има нешто за да одговори. Повели. Туриманџов, повели колега. Не, благодарам председателе. Нема што да коментирам. Добро, колеги, одиме по овие две точки со гласање. Ја гласаме 40 точка. Годишниот извештај за работењето на ЈП Комуналец Кавадаци за 2020 година. Воздржани и против нема 19 за. 41 точка. Одиме со гласање. Нема воздржани и против 19 за. Одиме со 42 точка. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за одредување на место за користење на пазаришен простор и други погодности на мини пазарче дадено времено користење на ЈП Комуналец Кавадаци, завршена дејност со архивски број 02/2536/6 од 27.12.2019 година. Отварам расправа. Не бара никој избор, одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема, 19 за. 43 точка. Одлука за изменување на статусно јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадаци донесена од управниот одбор. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Нема воздржани и против, 19 за. 44 точка. Одлука за изменување на одлуката за усвојување на ценовник за одржување на поплочени улици и приредување на гранитни коцки на територија на општина Кавадаци. Отварам расправа. Не бара никој збор. Се извинувам, Блаже Тасев да не бараше збор. Не бара, 19. Одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема, 19 за. Точка број 45. Одлука со архивски број 02. Блаже, исто почни да глума. 02/4. Не, ми се подигна, мислев дека бара збор. Од 11.11.2020 година за освојување на статут на подиум Јадро Кавадаци донесен од управниот одбор. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, одиме со гласање, нема воздржани и против, 19 за. 46 точна. Завршна сметка на ЈП заступани со спортски објекти Мидоха Џевсилев Јасмин Кавадаци за 2020 година. Одиме со расправа, не бара никој збор, одиме со гласање. Питаме председател на советот за јас. Повели колега, ајде.
Како е ситуацијата со Јасмин, се корона има, какви се Колеги, вака, размислувањите? значи ЈП Јасмин, како сала единствена сала у Кавадаци работи, овие ученичите не работат, по сите протоколи што ги пропишува државните што ги пропишуваат државните институции. Малку се отежнати условите ради тоа што меѓу термините имаме празни одови, ради дезинфекција, ради други мерки што ги превземаме, сме уште во кондиција и се надеваме дека короната ќе попушти и годината да ја завршиме со позитивна метка како што и ова сега прикажано. Друго, колега? Така е, председател, благодарам на информацијата. Одиме со гласање, се надевам дека нема воздржани и против, 19 за. Годишен извештај за постапување со отпад. Отварам расправа. Нема за збор, нема ниту против и воздржани за гласање, 19 за. Точка 48, предлог одлука за прифаќање 47. Па го поминавме тоа. Годишен извештај за постапување со отпад. Колеги, се извинувам ако сум прескокнал, значи 30. Добро. Одиме 48 точка. Предлог одлука за прифаќање и реализација на проект Градска винотека. Одиме со расправа. Дали некој бара збор? Исто си е тоа. Не бара никој збор. Одиме со гласање. Нема воздржани, нема против, 19 за. Ја ќе видам против, кај што бев до сега на двете и па ќе видам против. Добро, 18, извинувам, точка број 49. Предлог одлука за усвојена предложите за уписна политика на средните општински училишта во општина Кавадаци. Отварам расправа. Не бара никој збор, одиме со гласање. Дали има против и воздржани? Јас се извинувам, не е уврска со точката, меѓутоа уврска со школите, ако може една сугестија е председателе да ве задолжиме да пренесете до училиштата, имаме и од таа фела советници, еве и Дони, професорот и тука таа што верувам. Значи и други професори имаме. Во изминатата недела две интензивно одат децата на систематски преглед. Јас знам дека тоа е регуларен систематски преглед, меѓутоа дали е добро ова состојба на пандемија, па еве и ни седниците ги држиме онлайн на Zoom, децата се мешат и да одат на систематски преглед баш у старата болница, како ќе речеме, здравствен дом поранешен, кај што се тестират од корона. И, дали е соодветен терминот? Не знам дали е тоа насока од Министерството за здравство или тука наша локална насока, би замолила да се провере и доколку може тие термини да се поместат за еден месец-два. Мислам, децата се тука не бегат, зашто да ги ставаме непотребно ризик. Аните во училници може да се спреме и во секој училиште да се оде со тимови да се направи систематски преглед, порано така беше. Колеги, вака, вака. Сега ние имаме систематски преглед кај што имаме професионални доктори. Тие си имаат ред, секогаш имаат пациенти, дали е систематски преглед или е обично прегледување, тие се одат по протоколи, по програми и може и у ова време кога одиш на систематски преглед е добро, мислиш дека не ти е ништо, може испадне дека имаш нешто и превентивно докторот ќе те упате како да се понашаш. По моје мислам, председателе, систематскиот преглед се одржува просторијата која што се наоѓа во непосредна близина на лабораторијата. Очигледно децата се мали и не знаеш кај се оде на систематски преглед. Тоа со докторите треба. Има болни у кругот на болницата, зошто не потребно да ги изложиме на ризик? Само една сугестија дадов, значи да се провере и да се види дали е од толку ургентно значење. Сега тоа ќе видиме, тоа не е у точка, ќе видиме. Анита, забелешка нека влезе. Забелешка. Нека влезе забелешка. Ние ковидот тестирањето е до партизан салата, изолирано од сите таму простори на болницата, не е у кругот. Значи просторијата ова е башка. И у лабораторија. Без оглед, значи имаме оделение по 28 деца кои што одат таму, значи може сами они џабе се на онлайн настава, доколку се соберат за систематски преглед. Кој ги тера сите од една жодата, тие едат едно поедно. Ај ние ќе направиме контакт на директорите преку овде службите наши што се одредени за таа работа, да ги сконтактираат и да видат како се имат организирано. Да, забелешка. Ајде, забелешка надвор од ова што го збориме. Да. Сега одиме со гласање на точка 49. 19 за. 50 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за давање на трајно користење на основно општинско училиште Страшно Пинју Кавадаци, движна ствар автобус на едно ниво. 19 за. Одиме 51 точка. Предлог одлука за
Отстапување на трајно користење без надоместок недвижни ствари, пречистителна станица за вода за пиење на ЈП Комуналец Кавадаци. Одиме со гласање. 19 за. 52 точка. Предлог програм за изменување и дополнување на програмата за урбана опрема на подрачје на општина Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Нема воздржани против. 19 за. 53 точка. Предлог правилник за изменување и дополнување на правилникот за начин на постапка на давање и користење на објекти за спорт во рамките на општинските основни и средни училишта во сопственост на општина Кавадаци. Отварам расправа. Не бара никој збор. Точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани против? Нема. 19 за. 54 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност за издавање под закуп на училишен простор во општина Кавадаци на средни училишта во сопственост на општина Кавадаци. Основни средници, извинувам. Ја ставам ја пуштам во расправа. Дали некој бара збор? Повели? Ајде, баш ми интересира сега шо е во сајт или се? Колеги, секој мандат, сите советници носат нека одлука за издавање на салите под кирија и ставаме некоја цена, па после тие одат со надавање. А ова одлука тамо е за некое уредување на гимназијата, на школскиот одбор. Ај Ленчето нека објасне, ма накратко да му објасне. Не беше Ајде само. Ленчето нека објасне ако сака. Повели колешки. Од едно губав проектот. Знам дека е убав. Издржан е проектот, го гледавме вчера на комисија. Укратки Ленче. Предложените две точки, измена на правилникот и на одлуката, се на барање на гимназијата Добри Даскалов заради понуден проект за спортска инвестиција во училишниот двор на гимназијата од страна на Сдружение фудбалски клуб. Значи, тоа сдружение има понудено проект, проектот ви е доставен во емайл, кој што може да го видите, кој што сака да инвестира во кругот на гимназијата, значи инвестиција, и барање да го земе просторот под закуп, значи тоа што ќе го инвестира. До сега во одлуката, во правилникот и во одлуката, во случај на инвестициони вложувања поголеми од 10.000 евра, периодот на издавање ни беше терминиран најмногу до 5 години. Сега, на предлог на гимназијата, тие 5 години се заменуваат со 10 години. Значи, доколку закупецот инвестира или вложи инвестициони вложувања поголеми од 10.000 евра, го качуваме прагот на користење на просторот до 10 години. Ва станува збор Ленче за сите игралишта што се надвор. Па не за сите конкретно е за гимназијата, колеги, тоа е одик како што е горе во јасмицалата. Предлогот е на гимназијата, ама ни начално во случај на инвестиционни вложувања, значи тоа би значило за сите основни школи, за сите средни школи. Одлуката ни е општ акт, се однесува за сите основни и средни школи. Да дефинираме што планира да прават, балони правилата таа. Па како што беше ујаснено ова горе, Црна река стави балон за тенис. И тој го користи некој термин. Да не испадне дека ние си читаме материјалите, значи ипак е ова јавна работа, ова е совет на општина, граѓаните треба да знаат за што станува збор. Дека ако се прави балон, тоа е добра работа, значи. Детално е објаснет проектот за што се работи. Станува збор за некоја зелена трева става. Фудбалско игралиште. Колеги, стават трава оваа што викаме вешачка, асфалт е тоа игралиште и не употребува сега малку. Фактички по средата. Наменско фудбалско игралиште кое може да се користи освен за учениците од гимназијата, значи во периодот после настава, значи да се користи од страна на целокупна младина. Да. Значи овој проект ќе го прави бившиот фудбалер Боев, така? Сдружение фудбалски клуб Карпошово 1689 ББ Скопје. Да, тоа мислам дека он има кавалереско потекло, мислам дека одлично. Важно е гимназијата ќе биде средена убаво, тие дел се што не е од позади игралиштата сите, значи ќе добиеме во некоја нова руво, значи ние сме пак во добивка. И за поголема искористеност. После периодот од 10 години ќе може да се користи останува на гимназијата, значи на општината. Да. Инвестицијата. Колеги, одиме со гласање, ако нема друг за дискусија, по точка 54. Дали има против? Може ли уште, не, јас се извинувам, после 10 години ќе остане у користење на гимназијата. А сега, овие 10 години, он го стопанисуе. Па ќе биде закуп, да.
во периодот после користењето, После настава. Значи училиштето кога е на настава го користи, после Го времето. користи училиштето 10 години. Само после завршување на часовите поручек го зима под закуп. Како што ги давате спортските сали на спортски друженија после настава под закуп, Исто, само што овој и го уредува, а овие ние ги даваме уредени. Така. А ми вложуваме. А што како договор за закуп, договор за јавно Па мора да има закуп, било како значи која е формата, тоа е битно за тоа ви реков да добијат. Опишано е у ваквото, Анита. Значи без оглед, значи у интерес на јавноста, нели ни сме избрани од граѓаните, треба да знаат граѓаните, така? И пишува, согласно за издавање под закуп, значи тоа е закуп. Тоа е закуп уреден само преку норми што даваат после училиште, значи без да смета на наставата. И некој ако сака да спортува на тоа игралиште после тоа, значи треба да си плате, така е ли? После треба да си плате преку или да се учлене во тој клуб што е негов. Преку комерцијална услуга ќе си оде, значи. Нема да биде тоа кој како сака да си влева па да си трчи таму. Стои да сакаш да трчиш после школата, там си платиш. Па за тоа и ќе биде зачувано. Колеги, ајде одиме согласни, ако нема друга дискусија по точка 54. Има ли воздржани против? Нема. 19 за. 55 точка. Одлука со архивски број 02/39/2 од 19.2.2021 година за отпис и расходување на стари неупотребени опрема донесена од училишниот одбор на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадаци. Отварам расправа, нема никој за збор. Одиме со гласање 19 за. Со ова е исцрпен дневниот ред. Ристо, може ли нешто да питам? Може, колега, сега, може заврши од. Вака сега, на почетокот на советот имаме точка отпис на поборување по основ на данок на имот за правни лица, така ли? Да. А после имаме долу точка за комунална, нели имаме точка и опис на долгови за данок на имот на физички лица? На овој не е ставена, може да оди на другиот, ако ја Не, Не. Добро, благодарам. Колеги, ја завршувам седмицата, ви посакувам убав викенд. Благодариме. Јас сум најстар, да бегам од дома.